Веќе 8 ден како поранешниот министер за транспорт и врски Милјана Киевски штрајкува со глад во истражниот затвор Скопје. Оваа информација за Алфа ја потврдија и народниот правобранител и од кривичниот суд. На 2 јули мајката на Јана Киевски му испратила храна во шутка, но истата била вратена, а единствено што било кажано е дека тој штрајкува со глад и не сака да ја земе храната. Од неговото семејство за Алфа потврдија дека му испраќаат само лекарства и средства за лична хигиена. Причината поради која поранешниот министер се решил на оваа мерка е апсурдност околу одлуките на судот. Имено истиот ден кога на Киевски му беше определена мерката притвор за случајот познат во јавноста како шпански скали, во случајот каде осомничен за собраниските настани од 27 април му беше продолжен куќниот притвор, што според праксата представува на вистина нелогичен сплет на настаните, со оглед на тоа што тој без никакви проблеми ја извршуваше мерката куќен притвор. Неговата сопруга Сања Јана Киевски на Facebook напиша дека штрајкот со глад е начинот на кој во овој момент тој ја води борбата за правда. И да, тој штрајкува со глад веќе цела една недела. Бегло беше соопштено ова, како и да не е нешто многу важно. Зарем не е? Борбата за правда да се води на овој начин заради тоа што институциите на правдата немаат слух или намерно го изгубиле. Зарем треба борбата за правда да се сведе на мотото уапси го миле и што? Се прашувам кај се милионите, не милиардите кои биле украдени. Заменик народниот правобранител Васка Бајрамовска Мустафа за Алфа потврди дека состојбата на Киевски ја следи лекар во затворот. Неговата сопруга смета дека еден ден вистината ќе излезе на виделина, но дека не е убедена дека на Киевски ќе ја дочека здрав.